Тоа е пулсот на македонската популарна и етно музика. Неговиот сет на тапани треба да биде зачуван под стакло, не како инструмент, туку како споменик. На тие кожи и чинели е отсвирана цела една епоха, илјадници снимки, безброј концерти. Генерации музичари се подпираа на неговата сигурност. На Радослав Шутевски Шуте. Шуте, огромно задоволство е да не бидеш гостин во Хитмејкер. Драго ми е на поканава, те гледам почесто. Како да не старееш истиот си, значи. Немој да ме урочиш. Од снимките, од кога те знам, тоа е. Шуте. Види, ако работиш, ако се трудиш, ако си у покрет, ако си активен, потешко се старе, а и со млади кога се дружиш. Знаеш како Кажи е? ми твоите почетоци. Пример, Глечери, Урагани, Без, малко едно време, Урнебес, 903-та прв бев. Јар 903-та. после мене беше Гаро, ми се наљутил, зашто го пише на мене прв пат после него. Тоа е енциклопедија. Ај поред, у Глечери, кој бев у Глечери? Глечи, да ти кажам, значи, ти ме сега мене ме враќаш точно 62 години назад. Точно, Куманово, прва група Куманово бевме ние, а бога ми, доста добра група бевме, јас бев Шоиќ. Тамурата на Шоиќ бе гитара свиреше. Вучич, ама не Драган Вучич овој, него Кумановецот Вучич Драган. Исто се така, име и презиме, на време свиреше тука и Скопје и гитара лево десна. И Тихомир Петровски, тихиот татко му на Филип Петровски, пееше. На кој Филип Петровски? Филип Петровски што беше во ВМРО, младиот. Филип Петровски, татко му него беше пеец во групата. Филип и Марко. Да, Марко, Марко басистот. Марко ми татко свири на им неколку песни. сега е бизнисмен, има фабрика, а тој беше пеец во групата. И повремено зимавме некош на Оргули тоа време, Хеймонди, ама тоа беа летечи, таа четворка бе. А Урагани? Урагани, јас кога бев у Скопје ме викна, немаше, вместо со бубњарот беа скарари, игранки свија и јас така се убацив со нив една година. Каде беа тие игранки? Свиревме во економска школа, мислам дека беше. Во Кисела вода, која школа беше? Да, во економската школа, да, во самата на економската школа свирев. Така. А со Бизбе свирев 2 фестивала и направив едно 5-6 снимка во радио. Значи не си бил предходно безимен и ова, туку... Не, предходно бев во Република. Република 90-та кога почна, јас бев прв со Денки, со Весонив. Свиревме, се сеќавам концерт во Невзална сала со поп машина беше тогаш. Гост, ако се сеќаваш на таа група. Ние и уште една група настапивав, не знам, се сеќавам, тогаш имав едно соло, прв пат. Така и се случи да бидам бубњар у радио, пошто ме видел Славе, тута е дуга приказна. Дали имаш некоја бројка на колку снимки свириш? Не можам да ги избројам. Мислам дека не постои Не можам да ги избројам затоа што тебе, ниту па може да постои, затоа што веќе е другачија индустријата, нема танцов оркестар. А што е од 71 наваму што е снимено забавна музика, а дури многу народна, многу фестивали, Паландово, па да не бев народњак. Илјадници фонограми. Се су ги снимал ја. Сите скопски фестивали, па дури Опатиски фестивал свирев. И како, не можам да ги избрам. И јас што сум имал песни на Скопски фестивал. Да, исто тоа јас сум. Се морало крз твои руки да... Знаеш, тоа беше тогаш многу најнепријатно за снимање. Добиваш аранжман, читаш оно што го напишал аранжерот. И после тоа, кога ќе ја чујам песната, си викам, бе, идиот, мораш и ова да го отспиш. Бидејќи знаеш, кога ќе ја чуеш и ја знаеш песната, а имаш и нотите, многу те даваш и од себе. А вака кој е сурово напишано, едноставно слушаш само оркестар и свириш оно што го напишале. Да. И многу пати искача, викам, идиот, ова не беше да го отсвирам. А кажи ми тогаш, А така е. нели беа големите аранжери и продуценти, кој беше најзезнат као карактер или најстрог при снимање? Па, кој сакаше да му се отсвири секако што напишал, Живан Глишич беше, да кажам право. Тој кога ќе напише, не вака како што го напишал, така сакам да го отсвириш. Илија Пеовски беше флексибилен, ќе напишеше 2 такта, 3, 4 колку. Па како замислувам, па ти сега дај од себе. Да.
различен пристап. Джамбас исто нешто бараше некојаш, ама јас секојаш свирев по мое на неговите аранжмани. Повеќе ја и Коце правевме од она што е напишено. Вие дишевте, Ние заедно цел живот, да. Кам Бог да го прости, пред 2 дена 3 му беше. Стали, што е денеска? Да, у понеделник. Година дена. Си отиде и он. Многу колеги. А многу работи имам измене тој еко со композициите. Многу. Шпато беше доста строг, јас со Шпато првите 3-4 години така и почнав. Ама пак ти даваше слобода. Дека Джамбас беше ке дојде напред. Оци така сакам, вака сакам. На крај кога ќе го оциревме и Коце, добро. Значи, подобро звучало. Како настанува синтезис? Тоа е малку посебна приказна. Затоа што беше прилично зафатен со танцовиот оркестар. Едноставно, ностоп се работи, се снимаше, меѓутоа сепак кебе одлучивте, чекај, ќе почнеме и нова приказна. Не, сега ќе ти кажам приказната како почнеме. Ствари приказната ја почнеме ја и Драган Дутовски. 3 години беше Драган со нас. Сака да те прашам, кога беше моментот да не кажам тоа што е вистината е таа. Кога пукна моментот? А види, Драган свирише со Анастазија за продолжат музиката. Јас бев у Шпанија година дена свирав на Палма де Мајорка со интернационална група една. Пратевме пејачи многу, што ни требаше Натали Бумјарко одноците. И јас се вратив неколку фестивала, гледав таму македонска музика, ја свиреа српски групи и други групи. Сега болje свират на свадба нашиве, кои се тотални аматери, него е срамота да не презентираат така. Се погоди да снимаме, мислам дека беше Гоце Фест, ме викна мене и Драган. И заедно в студио седим, правиме муавет, он разочарана Анастазија. Не требало така да биде, требало вака, неговата приказна. Мојата приказна гледањето фестивал, викам Драган, ајде да направиме група. Така случајно падна муаветот на снимањето. Каб ја имам еве Гоце Узунски, моје дете затапан, одличен е. Ти имаш 3-4 девојчиња, знам некоја група пејат, таму он предаваше осмолетка тогаш. Детелинки ти се вика, не текно како, 7 девојчиња беа. Па вика, ајде да пробаме кога си запна, ајде ти пробаме. И така почна приказната. Дури и овие млади Гоце... Ти ги внесе еден Гоце 2? Не, Гоце 2 дојде после 3 години, после Драган Дутовски, бидејќи јас, знаеш, имам едно правило, цел живот си на по групи. И знам зашто се растураат групите, каде е причината. Или е финанси, извинам, или некој љубомора нешто. Да, его. А Драган му рекол, Драган, прави култ на група, не прави култ на себе. Те пишавме Деде, Драган Дутовски, се знаете, си бенд лидерот. Он сакаше Драган Дутовски синтезис, ова е вистина што ја кажа. Јас го сменив тоа вечерто на телефон, бидејќи му рекол, Драган, ако сакаш се растуриме утре, крсти го, ние рековме синтезис, сега се каже Драган Дутовски и синтезис. А музиката ја правиме заедно. Идеите беа почеток негови, нормално песните он ги носеше, но кога ги работевме на проби, сте давме идеи. Не беше само седни, напиши го, да, ти ми го распишал, сум го оцелил, тоа е твое. Така, али ако веќе сите го правиме, даваме идеи, и пак, ајде пиши се автор, све, и остана тоа Деде синтезис тие 3 години, но сите тие 3 години почна јас, со Божје дете, јас сум го дојде, јас сме направи, јас сум ова, јас сум она, сам се сликаше, сам изјави даваше, јас сум синтезис и дечки на сите им се стемни, знаеш како доаѓа до крај, таа приказна што викам, или е љубомора, или е јас сум се, таа суета. Може би, знаеш како викаат, 2 жени у една кујна, тешко, така и двајца виртуози као Драган и као Маријан у еден бенд. Сите у бендот се исти за мене, нема, осим девојчињата кои се аматери пеат, сега веќе пее и професионал на Ване сестра му, Сузана Јовчева, он е професионален, знаеш за неја да не зборам. Не знаеш дека му е сестра? Сестра му е, да. А она, ова девојчева што пееше, отиде, стана директор на Горење. Па отиде у Бугарија и се држи Бугарија, Македонија, Косово, као директор и не може нормално. Големи обврски. Сузана која секојаш упаѓаше кој некој девојчињата има проблеми, али они почна као средношколки. Ние сега 30 годишница направивме вани, знаеш. Кажи ми група која се одржава 30 години исти. И посебно 8 луѓе заедно.
А плюс сега земавме и басист. Гешо е, вас го знаеш. Гешо е со нас сега. Јас го знам Гешо уште, прв пат го запознав со Тавитјанови. И сакам да ти кажам почеток како тргна, така приказната тргна, но првите снимци кои ги направивме со Драган, пошто ја бев многу добар другар со Олеја Белопета. Знаеш, Белопета си работи фестивал, не е менаџерски работи, не се бави. Долго време ми требаше да го клюкам со тоа, дека тоа добро, дека ќе биде од тоа, дека едино ја има верба, дури 10 кога вежбам, беба, многу вежбаш, а ти носиш бубњеви, трчиш, правиш, ќе биде ли нешто. Един јас бев кој викав, почекајте. Каде се свире? Каде не свиревме? Мислам дека цел свет го поминав. Каде не свиревме, што ти кажам, Јапан, Виетнам, Австралија, Америка, цела Европа, освен Јужна Африка. Тоа вика, прашаме кај не сме свирили, сега дури Индија бевме пред 4 септември, сега во септември. Да. Не голем фестивал кој настапува 100 групи од цел свет сепрано. Оваа монографија многу добро изгледа. Кој е издавач на ова? Ние сме си издавачи, ја ја правев. Со еден дечко, Горан се вика, сега не е моментално тука. Со него заедно, јас кој не се многу разбирам околу компјутери, али јас ги правевме слиците, чистевме заедно, приказната, јас му не кажуе. Солидно издание, убави фотографии. Изданието е прекрасно. Апсолутно не е штедено, да кажем. Самите почетоци тука се првите слики со Драган како сме почнале. Целата приказна се кажува како иде. Ние кога бевме во Јапон, хронолошки е се. Да, после Јапон се разделивме со Драганов, нешто во Виена. Дојде Оливија, слушна материјалот, тогаш ние направивме и чешме. Не сте размислувале некогаш, повторно да застанете на сцена, па макар и за концерт само? Со Драган? Да. Па да ти кажам, за 30 години сакаме да го поканиме. Да, едноставно да оставите зад себе тоа што било активна енергија во име на убавите. Ние не сме скарани, ние не сме општо скарани. Сите комуницираат со него. Јас по прво време тој не комуницираше со мене. Викаше дека јас сум човекот што он веќе не е во групата, што не е вистина. Ама сега ми имаме здраво, немаме ништо лошо. Значи не си ти само виртуоз на својот инструмент, туку своето знаење го пренесуваш и на помладите. Тоа е посебна љубов кога пред себе имаш дете кое гледаш дека сака да научи и Па, ако ти кажам дека мој ученик е бумјарот во Танец сега, што е мој ученик е професорот во Штип, што предава сега, Гоце Зуски, ја го поддржував многу. Колку дечиња прошли, или дечиња, ученици? Сега по многу групи свират. Така да, ја држав 5 години само частови во Пионерски дом Карпуш. Едноставно прекинав затоа што Пионерски сака, услови ми поставија многу лоши. Ставно не ми се исплатеше само за бензин да имам да се враќам. Толку пари ги ми остануваа и едноставно прекинав. И многу луѓе ме прашува после тоа зошто, како. Едноставно немаш услови, за бубен требаш услови. Не е инструмент кој ќе оставиш на слушалки, па дај, ќе вежбаме, сами ја знаеш. Да, специфичен. Дома не можеш да имаш специјална просторија во која ќе работиш. Услови за да можеш да пееш. И јас почнав во Пионерски дом Карпуш на своји 10 години кај Круме. И идев. Научив нешто, да, меѓутоа, знаеш, не знам, друг беше пристапот таму. Види, јас само меѓутоа, што е важното во моето учење во Пионерски дом Карпуш кај Круме, што од кога престанав да идам таму, продолжив со гитарата. Значи, идењето таму не ми ја уби желбата. За тоа е најлошото кога детето ќе се искомплексира или ќе престане да сака да иде на... Ја научив нешто кај Круме, ги памтам ден денес тие некои вежбици, меѓутоа не ми ја уби желбата, туку јас уште повеќе се заинтересирав и почнав на друго место и главен учител после него ми беше Дарко Даниел Дарковски од Дореми. Да. Од Јамаха. Да, не. Види, јас моите тие деца како што доаѓа кај мене.
секогаш се трудев да ги поставам и кога ќе дојде да им кажа деца, ако имате трпение ќе научите со мене, ако не, да не почнуваме воопшто. Затоа што јас додека не ги поставев деца правилно, да дадат палици, ако требаше и со месеци само на довошки тропат. Да, малце досадно тие рудименти. И го објаснев тоа. Да. Треба да научиме да работиме со прсти, со зглоб, онака правилно како што си, не само да маваме. Ама јас знам ритмови, знаеш, како си дека дојде. Ама имам дома, знаеш како тропа. Јас не ти викам за дома, ако сака да научи, ако има трпение, ако мисли да стане бумјар, јас така работам. Кажи ми сега, еве, од твоето искуство, дали дете кое што нема везе од нити од свирење, нити па од сложени ритмови. Дали нашите македонски деца имаат некаков ген каде што стварно можеш со нив да работиш и ритмови со хемиоли, со внатре со тројки, неправилни ритмови. Види се, тоа седмици, деветки. Тоа е у генот кај нас, точно е тоа, но има деца кои се тешки и на тоа. Зашто знаеш, јас кога ќе дојдат деца да примам деца, и седам секи ги испрашам помалку, со една рука, друга, што, колку му е, ќе му отсвирам нешто, да видам како капира, што капира. Има да ти кажам деца, а не само деца, има и многу, не сакам да ги именам, колеги кои имаат завршено дури и факултет, па не може да ги сварат ритмовите. Дури некои професори имаме такви, кои ги викнавме да снимаат со нас, не успеа да изборат 5 и 7 свршени. Види, тоа има, верувај. Ритмиката е поврзана и со јазикот. 100%, ако јазикот ја бај ритмика. Заедно да се видиме, не може... многу лесно можеш да зборуваш у 7 осмини. Па да, јас стално го кажувам тоа, не можат бугарите ги пеат нашите песни, не зборат, дојдеха, идеха, вика, ние дојдовме, отидовме, зајдовме, да продолжуваме слоговите, само, па види, песните стари, кои се ги викаме ние народни, некој морал да ги направи, се обнародени од времето. Прво, текстот си го правил, човекот во нива или дома, а потоа доваѓава мелодијата, по текстот. И затоа е така комплицирана ритмика. Точно е тоа дека е поврзана многу со јазик. Кажи ми со синтези што се случува во моментов? Ба види, во моментот, баш сега се спремаме, сапнати си за нешто младиве, им текна дека треба да правиме нов материјал. Баш Марјан е иницијатор. Колку време е пауза? Од прошлото седето, пошто па 4-5 година. Значи, созреано е. Да. Времето за ново. Дека е време, па еве тука 107-8 изданија имаме. Не е ни тоа малку за ова време што го работев. И дали бевме повеќе надвор со концерти него тука. Ние свиревме во Опера Хаус, свиревме со многу филхармонии, со Испанска филхармонија, со Казахстанска, со Виетнамска филхармонија, со наша филхармонија. Паузата е секогаш убава затоа што после паузата можеш да влезеш у нешто ново. Да ставиш точка. Да, мислиш да смениш звукот или нешто да се осмелиш да го смениш звукот. Они одамна затоа што си се оттргнал, субјективноста се оладила од тоа што си го работел и веќе си поладен кон тоа и не ти си иде толку назад, па ајде да пробаме нешто ново. Така да тие паузи знаат тоа да го прават. Одамна сакаат, това не, дај да убациме ова, ајде да почнеме вака, ајде да почнеме малку ритмики, ова да убациме, ова да бациме, ова да биде многу помодерно. Јас сум малку застарен тип, знаеш, за тие работи. Што изворната музика така е чувствува. И ние работиме малку на друг начин, сам знаеш, аранжмански и секак. Приодот наш е сосема друг. Така да јас едноставно не можам тој звук, ми останам тука. И едноставно кога ќе чуjem нешто, многу диџеи ги обработуваат нашите композиции, кога ги чуjem, викам, ова не е синтезис, не е звукот на синтезис, не сме ние. Веруваш? Тоа е тоа. Едноставно, стварно не сме ние. Било што да промениме, колку пати се случувало, има песни, има многу песни кои ни стојат не довршени. Затоа што едноставно и самата песма не ти се даде да ја направиш. Многу има песни кои се дојдени до едно совршенство, до едно ниво кај што се тука, и од тука што да ја ставиш и ја хвалиш песмата. Сега има млади бендови кои што исто третираат и народен мелос и така натака, но синтези секогаш внимавале на визуелниот ефект. Секогаш сте биле унифицирани, девојките биле со секогаш
убави прво да ме праша некој баш ќе ти одговорам. Убави фустани, се гледа појаси, везови и така натака. Кој се грижи за тоа? Дали сите заедни од нешто или има некој? Па ношпал, гардеробата. Говориме сами од почеток наш. Така. Ношпал исто и сега за 30 години. Па да, логично, да, тие оштри цртини, строго, добар крој. Ношпал е одговорен за тоа. Да. Нови бендови не внимаваат многу на тој, знаеш. Не, ние порано јас мислам тоа кај мене останало, ние секој што биле униформисани, облечени, дали бил оркестар голем фрак или имали мал состави посвиреви со урбес на времето и со друго сега сме биле во униформи. Сега сите слободно, фармер, како ова, како онака. На мене ми останата таа навика, група Македонија на времето со Чешлар. Секој сме имале униформа и сме биле препознатливи по тоа. Еве го и Синтезис. Од секој сме биле машките облечени исто ношпал ги прави за машките. Да се појават да не се така визуелно, ќе си речеш ова е нека тонска проба, нели? Да, баш така да идеува. Никогаш Синтезис до сега не сме си дозволиле. Во ниедна песна имаме многу стари книги земени од библиотека, жена ми работи во библиотека и најдовме книга со 500 македонски народни песни печатани од 902 година. Ој егејски од крајот, вардарски од сите краји. Има многу материјал таму и таа книга е една едина, ставена е у тој фонд, забранен да се издава. Јас не смеам да кажам, фотокопирам, ја имам со некако примерок, ствари кај Ване. Никогаш не сме си дозволили да искрнавиме онака како што е пеена песна. Како е пееле, баби дали биле, дали било секојаш останува и текстот и пењето исто. Да. Се што сме аранжмански, праеле, приот, тоа е наше. Тоа е веќе друго, звукот помодерен. Тоа назално пење. Да, али и текстот и пењето останува исти. Еве Чешме Шарена стана најголем хит. Чешме Шарена само една строфа се пее. Таа има 7 строфи. Една строфа се пее, таа една строфа на два различни начини се пее. Па се повтори првата. Само една строфа, другото се. Секојаш се у иста позиција распоредот? Како се? Па затоа што едната пее бордон држечи, двете пеат први глас. И секој се така, таа што пее втор глас, да кажеме, бордонот држечиот глас, од лево двете стојат една до друга, Ане и Билјана, затоа што они пеат први глас. Так. И многу е тешко сама, пошто беа 4 почеток девојчиња, самиот почеток. Две пеа втори, две први, се подржува. Сега останува една да држи бордон, да прави обично нешто две друго и е многу бордон, потешко. една Ова е кај нас обратно, двете пеат, не беа две со две. Али останаа 3 на крај. Едното девојче се откажи, така останавме 3. Ама сега не ми е толку страшно, зашто на Ване сестра му е професионален, сега нема неа проблем. Дури ги држи сите како треба во интонација. Шуте, ти благодарам многу што одвои време, што му достои тука во Хитмейкер. Драго ми е што ме покани и што постави прави прашања си сте из кое, што сум работел. И ја многу одамна памтам. Точно 62 години, јас почнав дете од 9 години, дружија труба, завршив средна музичка. Да. Ја упоредо свирев по групи, а труба учев музичко и клавир. А после кога дојде Емил Клан, професорот од Чешка, кога се отвори катедра на факултет, јас продолжив, ама беше после моје вработување во опера. После почнав да учам фактички правилно како се свири, ја веќе работев во опера 4-5 години. Ти благодарам многу. И тебе на покана. Много беше драго. На 10-то место оваа недела Пука Козметика со песната Рап ветерани. Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и еко да го сјебеме системот. Имаме и кредо да го сјебеме системот. Што? Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и еко да го сјебеме системот. Имаме и кредо да го сјебеме системот. Се врати па нигде не заминав. На врв сум на мојата планина. План имам, системот да го загинам. Испим па ми да го прегорам. Сролам код джок, да гори до пас.
Младината сирота вика само газ. Кредо имаме со нас до 90-ти. Рокам песни со пораки и поенти. Таленти напикани по тепи. Кажи како убаво овој стих лепи. Флоу и панч тврдо ни мекани медина. Рап аджилак со касети и цедиња. Црнците у Нью Йорк бегаа у паника. Рап до гроб, живееме од градинка. Години помина, живот падни стани. Кука козметика, рап, 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 рап. Рап ветерани, дете стани. Слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и еко да го сјебеме системот. Имаме и кредо да го сјебеме системот. Што? Рап ветерани, дете стани. Слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и еко да го сјебеме системот. Имаме и кредо да го сјебеме системот. На 9-то место е Дарко Андонов со песната Сам во своите сни. Во ова ладно време биди ти до мене, стопли душа, бейбе, дај ми нежност мене, биди ти крај мене, дај ми малку време, потребни сме, бейбе, сега меѓу себе ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. Ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. На 8-то место е Алекс со песната Ни татко, ни брат. Оно е лик што лесно се чита дека не добил. Доволно љубово прави он ми. Секогаш некој мора да му е крив и ге одам во обратна насока. Знам денот ќе биде добар што те обминам. За век и веков не те избрав ја. На 7-та позиција е Fiction со песната Булевар. На 6-то место е Марија Нумовска со песната Дождот. Градот спие, добро ми е, ја сонувам за љубовта. Ти си тука, јас те гушкам, ти вко ми шепотиш колку влюбен си и кога се ке исчезне. Ти појави се пред мене, го сакам дождот. Тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот. Кога мирисе на тебе, го сакам дождот. Велат, не е време за уметност. Но
ние друго време немаме. На петото место е Кристина Арнудова со песната "Не сме сами". Се почна од Джеймс, а по него Слай, да можат Джорджи Буци да не прават сега хай. Секој тоне како збор од басеов тенор, секој тон од Хенри, силни чувства искрени. Еден е Лери Грејм, творец на функи джем, а мистер Джини е борак, феномен. Штом чуеш глас на шака, допир од Божја рака, на секој кој ке продолжи. Не сме сами, ни единствени, знај ние сме многобројни, од сите заедно сме посилни. Не сме сами, ни единствени, знај ние сме многобројни, од сите заедно сме посилни. Четвртото место е со песната "Маченик". На третата позиција се Мизар со песната "Вардар е Стикс". От народа
На втората позиција, оваа недела се наоѓа Даниел Дан со песната Ке се шекнам. Let's go. Денов е при крај, веднаш демони на гости дочекувам. Ако денот ми е рај, тогаш ноќта ке е пеко знам. Ке се шекнам јас по тебе, ако не си ноќва до мене. Ке се шекнам јас без тебе, ако не си тука до мене. Еве ноќва е при крај, јас алармот сам си го исклучувам, за да си посведочам дека глупав сон ке завршам. Ке се шекнам јас по тебе, ако не си ноќва до мене. Ке се шекнам јас без тебе, ако не си тука до мене. Животот дава, животот зема, те шамара, но назад нема. Животот дава, животот зема, те шамара, но назад нема. Животот зема, те шамара, но назад нема. Ке се шекнам јас по тебе, ако не си ноќва до мене. Ке се шекнам јас без тебе, ако не си тука до мене. Како предлог за оваа недела на топ листата на Хитмејкер е Калиопи со песната Перам парче. Луда моја глава, луда среќо, не ме мачи ти. Кога зборови од мене течат како црни вулкани, и со секој чекор кога рушам светови, јас зидам некои нови тешки железни зидови. Луда моја глава, луда среќо, не подбивај се со мене ти. Кога немирни од мене течат води и силни ветрови, јас тонам во нив, се губам, немам здив. Никој освен мене, никој нема да биде крив. Ко најлудо не време, јас носам се пред себе. Ко скитник без свое сокаче, со срце парам парче. Луда моја глава, луда среќо, немој не ме мачи ти. Јас не можам да бидам сенка на некои туги светлини, и да се скршам на 100 парчиња, нема да е крај. Кога животот ме научи и во пеколот има рај. Ко најлудо не време, јас носам се пред себе. Ко скитник без свое сокаче,
Jasno sam se pred sebe ko skitnik bez svoje sokače so srce param porče. Macedonia. This is Fred Wesley. I'm bringing my Generations Trio to Club Pure in Skopje. It happens on February the 28th. So everybody come out. Let's have a great time. Get your tickets now. All right? You're going to have a funky good time. Три гонга ви представува Фред Уесли Трио. 28 февруари, сабота. Старт 21. 67 години музичко творење со фанк легендите Джеймс Браун, Месио Паркер, Джордж Клинтон и Фанкаделик, Бутси Колинс, Каунт Бейзи, Рей Чарлз, Ван Морисон, Камео, Джейбис. Карти преку тикетинг платформите Karti.com.mk и mktickets.mk. Фред Весли, funkiest trombonist in the world. 28 февруари, Nokian Club Pure. Оваа недела на првото место се наоѓа Макс со песната Федора.
Nora? I guess time catches up with all of us. Not you, Fedora. You look no different than you did 30 years ago. They lied to me. They watched me all the time. I have no friends. Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната.